Осветена новоизградената џамија во ромската населба Тризла во Прилеп. На церемонијата за осветување на објектот кој ќе ги задоволи верските потреби на неколку илјади жители од оваа населба претежно од ромска националност, присуствува иницијативниот одбор за изградба на џамијата, религиозната група Ехли Сунет ел Џемат од Прилеп, министерот без ресор Неждет Мустафа, градоначалникот на општина Прилеп Маријан Ристевски и голем број верници. Пред се од верски аспект за самите муслимани во град Прилеп има голема важност овој затоа што е од капитална вредност овој верски објект каде што ќе исплати прво муслиманите и ќе каже дека има соживот во градот и помеѓу муслиманите и помеѓу христијаните, каде што ќе бидат рамноправни во нивните изразување на верски обреди, каде што рамноправни ќе бидат во општеството и нема да бидат се разликуваат ниту едните ниту другите. Изградбата на џамијата беше иницирана од страна на ромското население со муслиманска вероисповед, а темелите беа поставени во 2012 година. Со овој позитивен гест на градоначалникот Маријан, во оваа џамија ќе остави еден силен историски страх кај нас муслиманите. Генерации и генерации има да го спомнуваат неговиот позитивен гест на луѓето кои што донирале во оваа џамија, на сите граѓани во Прилеп кои што помагаат секој ден, на џамискиот одбор кој неуморно ја создаде ова идеја да се создаде еден муслимански храм, прва џамија во Прилеп. Овој верски објект и ова џамија нека биде символ за меѓусебна толеранција, соживот и културен напредок и заедничко живење како што досега сни живееле низ векови наназад македонското и ромското население во градот под Марковите кули во градот Прилеп. Објектот располага со 980 метри квадратни, а неговата вредност изнесува над 300.000 евра. Изграден е со донации од верниците и средства од општинскиот буџет. Општината со изработка на новиот генерален и детален урбанистички план за населбата ја предвиде изградбата на објектот, а земјиштето го купи и проектот за оваа џамија го изработи религиозната група Ехли Сунет ел Џемат од Прилеп.